Се уште не е почната изградбата на откупно-дистрибутивен центар во Струмица. Уште во јуни минатата година министерот за финансии Фатмир Бесими и поранешниот министер за земјоделство Ријанит Хоџа најавија изградба на вакви центри во Струмица и во Ресен, како и агроплатформа во Скопје. Сето ова преку проектот за модернизација на земјоделството, кој што е дел од 4-годишната рамка за соработка со Светска банка, а преку која ќе се обезбедат 50 милиони евра за унапредување на земјоделството, меѓу другото и преку формирање систем на дистрибуција на земјоделски производи и храна и изградба на откупно-дистрибутивни центри. Земјоделците велат дека повеќе од неопходен им е таков центар во обезбедувањето подобар пласман и цена. Мислам, и треба ли на Струмица? Ви треба ли да треба, тоа е неопходно да го има во регион каде што се произведува даден производ, не само за друго, туку ќе се избегнат и сите тие манипулации што се прават во самиот земјоделски производител. Еве, гледаме дека, не знам дали се усвоени интервентни мерки во собрање во земјоделието. Јас би ги крстил за интервентен откуп на даден производ, кога цената е испод цена на чинење на производство, откуп од нашите земјоделски производители, и мислам дека за многу краток период, ако дојде до реализација на таа постапка или откупување на производот и далеку поголеми од колку што цените ги нудат самите откупувачи, за краток период ќе ги достигнуваат оние цени кои што мислам дека нашиот земјоделски производител ќе треба да биде задоволен. Значи, вакви дистрибутивни центри веќе мора да бидат отворени, иако како земјоделска држава мислам дека требаше да бидат многу поодамно отворени. За финансирање на проектот за модернизација на земјоделството обезбедени се 46 милиони евра од Светска банка и 4 милиони евра грант од Европската унија. Средствата од Светска банка се добиени под исклучително поволни услови со рок на отплата 12 години со вклучен грејс период од 4 години и каматна стапка од 6-месечниот Еурибор зголемен за фиксен распон кој што во моментот изнесува 0,1%.